оние кои што се занимаваат со хронологијата на настаните, претпоставувам дека ќе можат да извлечат еден единствен заклучок дека нашите музички сцени се многу поубави, многу поруски, многу со еден убав виолински тон, откако е во нашата земја Ана Контраденко. Таа е концертмајстор на Македонската филхармонија, истакнат музички солист, оркестрант, член на важни камерни состави на последниот филхармонија. И сега јас да не ги редам нештата, ќе се обидам во ова интервју да ги извлечам најинтересните моменти токму од неа. Добре дојдовте во Астрорум. Добро ве најдовме, фала за покана, фала за толку убава представа. Јас се надевам дека не го одвлеков вниманието од музичката суштина на вашето битие, но несомнено е дека вие и од светските уметници постојано добивате букети, комплименти за целата појавност на сцена, но не зборам за гола убавина, туку за едно единство на убаво музицирање, убав изглед, но пред се музички. Се надевам дека нема погрешно да бидеме разбрани, затоа што таков е суров светот, подразбира само појавна убавина, а многу помалку се занимава со внатрешната. Кога дојде? Да, извинете, повелете. Па добро, убавина и убавина на тоа што произведува, тоа што произлегува од тебе, секогаш некако одат во спој. Убаво е да има се. Понекогаш човек може не е толку убав на изглед, ама зрачи од внатрешна некоја енергија, убавена памет, разум, харизма. Ама убаво е да има, еве, сега гледаме и по оперски сцени низ свет, дека се помалку има дебели луѓе, нели? Да. Се помалку посветуваат внимание на изгледот, на изгледот. Иако убавината е нели прашање на вкус пред се, но постојат некои стереотипи за она што да има се. Да, убаво е да има се. Ана, вие пред 15 години почнавте да живеете во Македонија, но тоа не значи дека тоа беше првото стапнување ваше овде. Знам дека многу ми начитале за вас, вие сте интересни за медиумите, има многу приказни, но ајде да речеме дека некој никогаш не слушнал за вас. Како дојде од Русија преку Германија да дојдете во Македонија? Со еден збор, љубов. Љубов према мажот ми, со кој се запознавме во Германија. Мислам дека сите знаат дека тоа е Олег Кондратенко, синот на Блага Петреска, и ја мислам дека веќе и досадно станувам со тоа што се со снаата, да. Ама пак кога ми кажа дека му понудиле работа во Македонија, тој ќе сака да се врати во Македонија, дали би дошло со него, ја кажав, ти си ми втора половина, значи јас сум идам каде што ќе одиш ти, се Африка, Македонија. И доста во неизвестност дојдов, знаев дека преубави луѓе затоа што имав можност да запознам неколку македонци и во Германија. Не ми беше страв да дојдам, ама не знаев каде одам. И никогаш не се осетив разочарана, искрено. Може би имало некои моменти понеубави, ама повеќе имаше очарување, залюбување во земја, во јадење, во закрвами и така натаму. Така што и никогаш не се пожалив вака леле кај дојдов. Сега таа спрега е взаемна. Сигурно и Македонија ви дала нешто во уметничка смисла, но вие и дадовте и на Македонија. На сите им е позната руската школа, вие сте вистински примерок, но исто така во она прецизна Германија, стриктна, таму кај познати, повторно е врзано со Русија, меѓутоа средината и како влијае на некој човек и како сето тоа во една Македонија која што се уште се бори со принципите, со професионализмот, стандардите. Воопшто не сакам да ги навредувам моите колеги, бидејќи сум дел од тоа образование и сцена, но знаеме кои се клучните проблеми кај нас, не се ни од музичка природа, но сепак таа дисциплина, бидејќи и Русија и Германија, може би се двете различни страни, но ги одликува една стаменост, една систематичност, една макотрпна работа. Па баш тоа дека сум русинка, ама еве живеев и работев и студирав во Германија, ме помогна тука да разберам
менталитет на македонци, затоа што сме многу блиски. Може сме малку руси поладни во некој смисол, ама пак сме славени, пак ние најважно е за нас чувството. Најважно ние што чувствуваме. Македонци малку повеќе изразуваат тоа, можеби руси не, ама Германија даде таа работна дисциплина, односно работна дисциплина имаме и во Русија. Сакам да кажам некои рамки на работа кои што со кои кога работиш се гледат најдобри резултати. И тој спој на славянското и германското во Македонија мислам дека ни помогна да создадеме и нови некои ансамбли, нови оркестри и деца да ги воспитуваме и да ги учиме на таков начин, некој спој, баланс, како што јас многу сакам да кажам, дека во живот треба све да има баланс, не треба премногу строго и не премногу опуштено. Така. И затоа ми се чини дека таа германската школа, така наречена, и рускиот менталитет ми помага тука со македонскиот менталитет да се најдеме многу добро и да функционираме на неколку места и во филхармонија, и на квартет, и во францускиот оркестар, и со деца кога ги учам, така што некое пак животно искуство што добив во скроз различна средина како Германија, ми помогне овде исто. Не е лесно да се остане во врвот, да се биде професионален, особено за луѓе кои што решиле да имаат и семејство, да се грижат со секојдневните обврски. Повторно доаѓаме до тоа каква е поддршката од внатре. Вие споменавте свекрвата и вие со сопругот сте навистина ангажирани постојано и не би било можно да се функционира на толку високо ниво. Може би можело, но со такви високо поставени стандарди, просто неизводливо. Среќа, уште еднаш ќе кажам дека Влага многу добро разбира што е наша работа и апсолутно сфаќа дека бара посветеност и дека со Влага имаме доста слични начини на воспитување на деца, затоа што не ги, например, ја кога не сум дома или Олег не ги размазува, туку, ама како баба ги поддржува, значи тачно имаме исто размислување и ист пристап кон децата, затоа секако осеќаат кога мама или тато не е дома, ама тука е Влага, кај што може секогаш да се обрати, како што на мајка ќе се обрати, така што од огромна поддршка. Добро, сега нашите деца се големи. Можете сами да се спремат ручек, да си се спремат за излегување, ама да се постигне тоа, тука беше секогаш Влага и тоа ни помогне и да останеме на врвот на нашите кариери, односно на нашите секогаш Влага ни пружеше можност да напредуваме, да работиме колку што ни треба. Ама исто секогаш кажува, треба да има баланс, не само кариера, туку треба и фамилија. И секако ние затоа и останавме во Македонија да не бркаме светски кариери. Ја веќе 3 имав понуди вака сериозни, многу сериозни. И кариера ви понуди да одите тоа на беше турнеја тоа беше првата така посериозна понуда. Не од кариера, туку од негов менаџер, што за нас малку е поважно. Кариера се е во ред, многу е добар човек, многу добар пејач, ама поинтересен беше менаџер што ме покани мене. Понатаму имав уште 2 и за сега останувам во Македонија затоа што тука ми е фамилија. Да не заборавиме да споменеме, мислам дека повеќето знаат која ви е свекрва, но малкумина знаат која ви е мајка, таа е научник од светски калибар од Новосибирск. Можете да ми кажете, бидејќи така ќе дојдеме до вистинската слика за Ана Контраденко и тоа не треба, имате и 2 браќа колку што знам, повозрасни. Моите родители 2 научници, за жал татко ми почна пред 18 години. Тој беше многу надежен физичар, прерано за жал замина. Мајка ми остана сама со 3 деца. Добро, брат ми поголемиот веќе беше на пат и јас веќе бев во Германија, само со малиот братчето остана во Новосибирск, ама не остана на земја, остана силна и како се вика тоа, одбрани докторски студии, таа сега доктор на нейрофизиологија.
се занимава со многу интересни работи. Има врска со музиката. Јас бев одушевена кога ја видов тематиката со која што во последно време се занимава. Една од тематики кои што се занимава мајка ми, затоа што има поширок круг на интереси со кои истражува, е музиката, односно музичарите, односно мозок на музичарите. Таа истражуваше мозоци на такви големи мајстори на музика како Виктор Третјаков и вашиот мојот професор, да, Денис Мацуев, многу познат клавирист во Русија. Незе во светот на физиолози ја викаат алфа леди, зошто? Затоа што во тие ритмови, различни ритмови имаме електрични во мозокот. Алфа ритам алфа бранови се тогаш кога ние сме оптимално спокојно работиме, односно функционираме, не спиеме кога спиеме, релаксираме, други ритмови. Ова алфа ритмови, алфа бранови се во моментот на спокојна активност. И тоа се најкомотни за нас, значи колку најкомотни и најпродуктивни сме тогаш. Ама најпродуктивни можеме да бидеме и кога се нервираме, например, или под стрес. А тоа се други пак бранови. Значи, ова се за најдобри резултати ние треба во мозок да добиваме тие алфа бранови. Тоа се кога, например, рутина, кога миеме раце, кога јадеме, имаме тие алфа ритмови, затоа што тоа ни е рутина. И за да добие најдобар резултат, например, на сцена, треба да се стане рутина свирење, добро свирење, конкретно се занимава со слобода на раце, мајка ми, и како да се истренира тоа со биофидбек, кога човекот ќе се гледа на екран својот резултат. Значи не само осет, туку и да се гледа на екран, и со тоа се тренира и алфа ритмови, односно алфа бранови, и слободна мускулна слобода. И со тоа многу помага на луѓе кои што во мојата професија, во нашата професија музичари, посебно изведувачи музичари, има многу луѓе кои што можеби на почеток беа погрешно поставени раце и се укочени, и од тоа добиваат болка, и од тоа добиваат страшни проблеми и пречки и не може да свират. И баш за такви во Новосибирск и сега во Москва исто сега полека почнува да функционира. Во таму кај што сега бев и давав мастер-класи заедно со мајка ми. Да, центарот на Палина Ситинска. Тоа е Москва сега нешто ново кај што можат музичари да се обратат и за психолошка помош, ама еве и за ваква мускулна болка што можеш без медикаменти, тоа не е не употребува медикаменти, само природно, да, значи само со 2 или 3 како се електроди. Добро. Се приклучува кон компјутер и човекот се гледа своите резултати конкретно на екран. Многу интересно. Јас се надевам дека ќе направите напор тоа да дојде и кај нас. Особено што сте и демонстратор. Сега ќе ве прашувам само што се вративте ви од Русија, од турнеја. Не бев демонстратор, тоа ми е по паралелно со мајка ми, затоа што мојата школа, позната руска школа, во што состои, освен што во тешка дисциплина работна, ама и во слобода на раце во свирењето. Тоа е најважниот принцип, конкретно на Новосибирска музичка школа, односно виолинска. Најважно колку што може повеќе слобода на раце во текот на свирењето. Тоа се воспитува од најпочетоци. Значи најважното уствари почеток, рацете да не бидат кај детето. Нормално не можеме скроз да се опуштиме затоа што постановка нас не е неприродна, најнеприродна од сите музички инструменти. Ама колку што може повеќе за да не се дојде до такви проблеми, болки понатаму во текот на... Ова е многу интересно. Вистина би разговарали уште долго, особено што е нешто ново во светски рамки, особено што е поврзано со вас. Добро, сега многу повеќе работи ни се јасни зошто така свирите и зошто толку суверено владеете на сцената. Кажете ни нешто за последната турнеја во Москва. Многу сте експлоатирани, да речеме најгрубо овде, како успеавте да дојдете до време, да се посветите на солистичка кариера и тоа на вака интензивно патување? Се почна со покана од пред една година во Воронеж, да свирам со филхармонија на Воронеж. И тогаш
дојден кај мајка ми понуда за мастер-клас мој и незин исто негде во септември или октомври и тогаш решивме да искомбинираме да биде по пат на кај Воронеж. Тука дојде и Казахстан, турнеја во Казахстан на Македонска филхармонија, односно камерен оркестар на Македонска филхармонија, кај што исто се настапив како солист и концертмајстор и некако све дојде до мини турнеја од 6 концерти, два концерти во Казахстан, со една програма, 2 концерти рецитали, како представување пред мастер-клас во Москва и 2 концерта во Воронеж, кои што беа договорени од пред една година, со Глазунов виолински концерт и Воронешка филхармонија. Многу настани. Кажете ми, колку имате шанси? Македонија сепак тоа се оркестрите, тоа е концертната сезона, колку имате можност да настапувате? И на ваша иницијатива, мислам дека беше формиран новиот камерен оркестар филхармонија и вие веднаш почнавте со едно темпо, да речеме фуриозно, со настапи, грабевте за фестивалите, имаше ентузијазам. Мислите квартет? Квартет? Што реков? Оркестар. Оркестар, квартет. Извинете. Да. Квартет стварно ние од крај на октомври лани решивме да пробаме да се состанеме, да видиме како звучиме и од првите тонови разбравме дека функционираме добро заедно. Тоа се сите членови на Македонската филхармонија? Да, затоа се вика филхармонија, за да се знае од кај сме. Потекнуваат. Да. И некако нашата љубов и ентузијазм во работа се преточи во неколку концерти низ Македонија и концерт на Охридско лето, представување концерт нормално во февруари беше и во Скопје. Сега се надевам дека ќе се прошириме малку и надвор, веќе имаме понуди, покани, да не откривам прерано за што се работи, затоа што уште се крчка тоа, да. Ама еве ме оставија моите колеги од квартет малку да дишам за да се спремам за концерти во Русија, ама сега веќе со големо очекување, со големо нетрпение, да, чекаме прва средба после така летен одмор и тоа нов начин на музицирање за нас, за сите, некако не привлекува во смисол на тоа дека квартет сепак е едно од највисоките достигнувања во класична музика. Но е тешко, сите се солисти, а треба да функционираат. Така, и квартет мора да се вежба како сам, а да си четвореца. Значи, а толку истото треба да се вежба, затоа што репертуар за квартет е огромен и што попрво да, како што еден од вашите гости тука, нашиот голем другар и ментор, диригентот Даниел Рајскен ни кажа, вас нема да ви биде проблем што ќе свирите, односно ќе ви биде проблем што попрво да свирите. Мене ми изненадивте пријатно, бидејќи знаеме колку е тешко да настапите со познатите квартети, како не знам Моцарт да свирите веднаш. Зошто решивте така? Зошто не земавте нешто, да речеме помодерно, каде што може да има простор за усогласување, да не ви земаат замерки? Вие ударнички почнавте со 2 различни програми, колку што знам, подготовка. Па решивме веќе ако се оди на квартет, тогаш да се оди како што треба и со програма која што би одговарала на светски квартети кои што сакаме да се представиме исто во свет на тоа ниво, а најубаво да се почни и да се веќе да се стави планка, тоа е Моцарт, Хајден, Бетовен, кај што се многу продзирна музика, нема кај да се сокрие. Не дека следната програма што направивме Чайковски и Шостакович има да се сокрие, тоа има многу повеќе технички и музички позахтевно во смисол на звук квартети, ама решивме веќе ако работиме, тогаш да работиме веќе со најврвното достигнување во квартетна музика. Како ги избиравте музичарите по претпоставка дека се квалитетни, но вие не се решивте тоа да бидат водачи на групи од филхармонија, туку претпоставам за да има добар тим, тие треба да се согласуваат меѓу себе како енергии, како личности, музикалитет. Со тројца од нив веќе свиривме во францускиот оркестар, снимавме неколку квартети и видовме дека тројца функционираме
многу добро. Тоа се Бојановци, втора виолина и виола, Бојан Илковски, Бојан Талевски. И само ни беше кој ќе ни биде вилончело. Бидејќи и двајцата водачи во Македонска филхармонија веќе се зафатени во своји камерни ансамбли, решивме да не ги оптеретуваме колеги, да не им правиме проблеми. Така што понудивме на младата колешка Марија Михајловска, со задоволство прифати. Ми беше искрено страв како ќе се носи со таа улога, затоа што во квартетот дефинитивно можеби најважно е чело како база. Фундамент, да. И одлично се снаоѓа и тоа ми беше идејата да имам квартет кој што ќе сака да работи, кој што ќе сака со ентузијазм. Ние без работиме, нормално проби нас, ние без пари. Да. Ние тоа работиме од љубов. Се надевам дека веќе нема да свириме концерти за без пари. Да, дека ќе ве ангажираат како што ви доликува. Така, и затоа ние веќе работиме на големи програми и одиме на високи достигнувања, затоа што гледав дека видов по овие два концерти дека со овие дечки може да се работи и многу големи ентузијасти и љубители и стварно многу убаво време поминуваме и вон пробите. Да. Значи, видовте, почнавме од вас како солист, одиме кон камерниот состав и сега дојдовме до оркестарот на Македонската филхармонија. Вие сте доволно години таму, да ми кажете каква е линијата на напредување, растеж, особено со новиот амбиент, бидејќи ако постојат водачи на групи, вие сте водач на најголемата група, на целиот оркестар. Концертмајстор, што значи тоа и дали тука е вашата руска дисциплина, германска строгост, школа, можете да ја примените во целост или се уште тоа работа во процес? Секогаш има кај да се напредува. Мислам дека и најголеми оркестри знаат тоа, дека нема совршенство. Ако мислиш дека постигнал совршенство и својот лимит, тоа веќе е време за пензионирање. Се шалам. Ако гледам ја од моето прво искуство со овој оркестар до сега, тоа е една огромна нагорна линија. Посебен развој имавме последната година во новата сала. Тоа е друга атмосфера. Нема простор веќе за жалби, дека не се слушате, сега требаше да се справи човек со раскошноста на звукот да ја канализира, предпоставувам. Да се навикни на ова што имаме. Ама на добро најбрзо се навикнува. Него не само за жалба за немање простор, туку немаме веќе не ни дува, немаме проблем со светло, и немаме проблем со простори за вежбање, простори за одмор, така што веќе чувството на достоинство, навлегувањето во салата и надвор, да. Кога ќе влезеш кај тебе на работа, кога ќе дојдеш со се паркинг, да се качиш со лифт и да директно на сцена, тоа е друго чувство и со тоа мислам дека не инспирира посебно. Сакаме, не икеме. Мора се инспирира да се работи со поголем елан, со повеќе задоволство од тоа што правиш, од тоа што произведуваш, и оркестар во овие 15 години сум во Македонија, 13 години сум, 2005 беше првиот концерт со Македонска филхармонија како концертмајстор, беше Верди Реквием. Го памтам како вежбав. И од тогаш неспоредливо оркестар станува и помлад, ама не само тоа, и остануваат искусни да не принесат своите искуства, по друг начин на работа, можеби заради мојата така наречена германска школа, руска школа, придонесувам со тоа што колеги ме пратат мене, придонесувам, сметам дека и на проби на дисциплина, затоа што имав можност да споредам дисциплини со неколку оркестри во свет. Ние
Имаме кај да се работи. Има простор. Ама не сме лоши, апсолутно. И квалитет на оркестар, квалитет на звук, кој што сега го слушнав после еве лето на проби, остава многу добар впечаток и надеж на уште поголеми, поубави достигнувања на овој оркестар. И пред да го завршам разговорот, јас намерно не го објаснуваме вашиот сопруг да си оставиме простор за да ни гостува, пошто и тој самиот има приказни, е врвен виолинист и професор, педагог на факултетот за музичка уметност и диригент на францускиот оркестар и што уште не, за среќа мој колега уште од нижото музичко училиште. Но ќе ве прашам за вашите две ќерки, вие рековте како се воспитувани, но дали се занимаваат со музика и дали е за очекување дека ќе бидат исто толку врвни како нивните родители? Нашето сваќање беше од почеток да им пружиме тоа што ние знаеме, да колку што можеме да им пренесеме. А ако осетиме желба за нешто друго, да ја поддржиме, бидејќи двете се музикални, тоа е не тоа. Да, нема бегање. Не би биле. И затоа и ги привлекува исто музика, уметност, цртање, малата сака драма многу. Двете се... Сега се на која годишна возраст, извинете? Поголемата е 15 години, прва година средно, Леона, а помалата е 12, седмо оделение и таа едно време... така? Летиција, да, заборев. Летиција едно време сакаше да откаже да од виолине и веќе готово, во ред, да видиме со што друговски се занимаваш. Ви беше жал? Искрено, јас гледав дека детево Лети не сака тоа. Таа може, ја бива, по-нашки. Ама не ја прави срекна и решив зошто да ја мачим. И ја отпишав, за една недела мамо вика не бе, да се вратам ја на виолина. Значи се уште свири. И се уште свири, значи решивме сепак да оди со виолина ако веќе помина таа криза, нејасноста, ќе свири без големи амбиции, затоа што јас сметам дека нези е патот малку подруг и таа мислам дека го сваќа тоа, ама виолина дава и тоа го знае тоа, многу добра навика не само во музика, туку воопште во животна навика, работна дисциплина, многу добра школа дава. Виолина конкретна. А поголемата прошлата година ја имаше можност да проба виола, да посвири. И кога излезе од собата на професорката сегашна незена, таа кажа: "Мамо, вика, виола не пишти толку колку виолина, сакам виола." Да, кон подлабоките регистри. Чекајте, можеби ќе заврши на контрабас. Ќе видиме, сега со виола многу ја срекна. Стварно и бидејќи има многу добра виолинска школа за раце, веќе не се секираме за школа. Стварно сега ја гледам дека ја ужива, срекна во музика, во ред. Супер. Сака во музика, ќе оди во музика и така што без големи наши притискања и сакавме да ги научат виолина, само за општа култура ја науча и сега сами одбра својот пат. Помало да ќе видиме кај ќе заврши, ама еве големата останува во музика. Да, тоа е супер. Јас ви благодарам за овој разговор и ви посакувам да ве држи овој ентузијазам, да работите се од љубов, тоа да биде валоризирано на соодветен начин и да зборуваме после следниот успешен концерт. Ви благодарам. Благодарам за покана и за преубави прашања.